По 7 месеци од неславниот крај на последниот состав на ДИК, комисијата доби нови членови: Оливер Дерковски, Дитмире Шеху, Елизабета Постоловска, Јанакије Витановски, Борис Кондарко, Радица Ристеска и Енвер Салију од утре ќе седнат во нивните фотели. Дерковски, како предлог на опозицијата, е избран за нов председател на Државната изборна комисија. Тој е поранешен пратеник на ВМРО ДПМН во собранието и член на неколку собраниски комисии. Новиот председател на ДИК беше и поранешен директор на Македонски железници транспорт. Шеху, по предлог на интегративците, ќе биде заменик председател на комисијата. Таа е адвокат од Гостивар, била ангажирана во кабинетот на поранешниот градоначалник Невзат Бејта, а подоцна станала и секретар на општината. Има искуство во изборните циклуси во Македонија, бидејќи ја извршувала функцијата секретар на општинската изборна комисија во Гостивар. Елизабета Постоловска е непозната и за пребарувач од Google, бидејќи од неа нема никаква фотографија, ниту пак текст кој ќе говори за незината биографија. Витановски беше член на комисијата за верификување на факти, меѓу луѓето позната како лустрациска комисија. Борис Кондарко, кој сега ќе биде член, во периодот од 2011 до 2013 година беше председател на ДИК. Последниот член на Радица Ристеска, кој влезе на предлог на СДСМ, е судија од Охрид. Енвер Салију, кој на позицијата доаѓа по предлог на Беса, е роден во Куманово, работел во адвокатска канцеларија, а подоцна е вработен во Агенцијата за катастар во Скопје. Но, членовите се уште не се влезени во просториите на комисијата. Постапката вели дека тие утре, пред пратениците во Законодавниот дом, ќе положат заклетва, а своите места ќе ги заземат по објавување на одлуката во службен весник. Овој состав со мандат од 6 месеци ќе стапи на функција откако претходно ќе бидат исполнети некои технички процедури. Одлуката за избор на новиот состав на Државната изборна комисија, Собранието на Република Македонија треба да ја достави до ДИК и да ја објави во службен весник на Република Македонија. Потоа, Државната изборна комисија, односно сите нејзини членови, даваат свечена заклетва во Собранието на Република Македонија и стапуваат на функција овде во Државната изборна комисија. Гугуческа вели дека комисијата сега е подготвена да го спроведе референдумот, но потенцираше дека постојат елементи во законот за референдум кои треба да се усогласат со изборниот законник. Со оглед дека законот за референдум, неколку пати говоревме за тоа дека не е целосно согласен со изборниот законник, со оглед дека е усвоен една година пред кодифицирањето на целото изборно законодавство. Преостанува да се доуредат некои одредби кои што не се доволно јасни во законот за референдум и да се усогласат со изборниот законник. На ова поле во рамките на своите надлежности ќе работи Државната изборна комисија во престојниот период. Додека службите во ДИК чекаат официјално да се објави одлуката во службен весник, во меѓувреме пристигнала одлуката од Собранието дека со изборот на нови членови и завршува мандатот на Ермира Асани Салија. Таа беше единствениот член од претходниот состав на Државната изборна комисија кој не си поднесе оставка, велики дека за разлика од другите, таа не земала патни трошоци. Новите членови на изборната комисија добија зелено светло на вчерашната пленарна седница, откако во понеделникот политичките лидери се договорија да дадат поддршка. Новиот состав на ДИК беше изгласан со 100 гласа.